Кристијан Проданов е првото родено дете во независна Македонија, после прогласување на државата за независна, значи на полнок помеѓу 8 и 9 септември, 3 минути после полнок си имам родено јас и така уствари сум станал првиот македонец во независна Македонија. Мислам дека како во сите работи да си прв значи нешто многу добро, така и ова мислам дека е нешто многу значајно и многу вредно да се спомнува со години, значи да разговараме 16 години. Така што, не знам, убаво е чувството да те препознаваат како првиот роден македонец. Со сите интервјуа, сам дека луѓето имаат научено кој е Кристијан и што е Кристијан. Така што, не знам, чувството е фино да знаеш дека славиш роден ден баш со државата во која што си роден. Па да, види, пошто без мајка ми не би се родил. Раскажува како пукал огнометот над плоштадот Македонија, како сум се рагал јас во тој момент, како сите славеле за независноста на Македонија, моите родители славеле за тоа и плюс дополнително славеле и за моето доаѓање на свет. Љубовта кон музиката мислам дека ми е родена од, не знам, од предучилишна возраст. Значи, мојот прв настап официјален кој што одел на телевизија е на, не знам, 5 години од прилика на емисијата Шек. Многу луѓе мислам дека ја паметат емисијата кој што се луѓе на моја возраст. Не знам, едноставно ме обзема убаво чувство кога настапувам, кога пеам, сега неодамна и почнав и да свирам гитара, да учам. Така што, не знам, тоа природно само доаѓа, уметностите секогаш ми биле пасија. Долго време танчер бев. Така што, да, тоа мислам дека само природно си има дојдено. Покрај фудбалот, со кој што неодамна се разделив, и билјардот кој што ми е сега актуелен спорт, знам да се појавам и на маратонските трки. Повеќе од 5 години се појавувам облечен како суперхерој. Прво за да збогатам организацијата и за да направам тој убав настан да биде уште поубав. Второ, за да на луѓето кои што гледаат таа трка да им биде поинтересна. И трето и најбитно мислам дека за да можам да полесно да ја поминам таа трка од таа дистанца, односно од 21.000 метри. Според мене Македонија се движи некако надоле со сите случувања што се случуваат во земјава и со сите надворешни работи, да речем, колку што пратат, не дека сум нешто упатен. Меѓутоа мислам дека треба да дојде некој постабилен човек кој што ќе ја води Македонија кон поубав пат, посветол пат, и мислам дека треба веќе еднаш да се издигнеме над сите. Многу пати ми имаат поставено ова прашање. Јас сум еден од малкуте кои што останале во државава, секако имам отидено, не знам, на 3 месеци да работам во странство, тоа кога сум бил помал. Сметам дека има простор за напредок, има простор за раст овде, има простор за одржување на некоја работна стабилност, за можеби започнување на свој бизнис во држава. Така што би им порачал на сите кои што размислуваат да си отидат од држава, значи збориме за подолго заминување, можеби за постојано заминување, да размислат поубаво и да најдат нешто што ќе ги задржи тука.